По реакциите на судската фела за финансиска независност и реакциите за тоа дека судскиот систем не генерира долгови, премиерот Христијан Мицкоски посочи дека за правосудниот систем државата одвојува повеќе од 75% од земјите членки на ЕУ. Најави дека ќе се направи закон со цел дозвола за планови за вработување, плановите за унапредување да ги одобруваат судскиот совет и советот на јавни обвинители. Потенцираше дека ќе бидат и одговорни пред граѓаните за потрошените пари. Мојата плата со стажот во годините кои што го имам од претходно е 155.000 денари. Значи, отприлика 2.500 евра. Например, во Македонија, годишната плата бруто му е околу 19.134, мислам, евра. Ние ќе направиме закон со кој што ќе дозволиме, плановите за вработувања, плановите за унапредувања, да ги одобруваат судскиот совет и советот на јавни обвинители. А нас нека не информираат. Ние нема да се мешаме тоа. Но од набавка на хигиенски средства до реконструкција на објекти ќе треба самите да се грижат. А ние, како влада, сме одговорни пред граѓаните за што се троши народниот денар. Претходно судскиот совет, Врховниот суд и Сдруженијето на судии преку соопштение се обратија до Мицкоски, потенцирајќи дека круцијален проблем е и финансиската независност на судството од државниот буџет. А во оваа смисла платите на судиите се само еден сегмент од финансиска независност, повикувајќи се и на последниот извештај на Европската комисија. Објаснувајќи дека со досегашните коментари, премиерот го нарушувал демократскиот принцип, конципирана рамноправност на трите власти, судската, законодавната и извршната. Оваа реакција од судската власт доаѓа откако претходно Мицкоски изјави дека судиите и обвинителите не заслужуваат повисоки плати бидејќи немаат резултати.